предлагате на операции на сиемски признаци да се направят, тие са повързани в едната глава. И дека не може да се направи. Ама най-вероятно дето дете не може да ги паца. Штетување. Тоа е исто како да барате на паничка да повеќе да нема два лика, туку да има само еден. А во светот како паничка. Не дека не икат ги. Сака. Не може искува крвата. Прекипање, тоа е фатално за другото најверојатно се прецата бивше. Сунесил до колешката Ковачевич. Колешка Ковачевич, вие прво го сопрати на колегата Самовски и не го мислите. А вас. Не мола, не мола. Позитивен опатен тренд на развојните планови основа. Тоа го аргументирате со сумите кои што се извојуваат за развојните планови. 2014 година стројата беше 90 милиони, 2015 400 милиони, 2016 500 милиони и 2016 не знам, 600-700 милиони. Значи растат сумите кои што се извојуваат за реализација на развојните планови. Едно заборавам. Ова е план. Затоа инсистирам на комисија која консолидираме плановите за развојните планови пред нас и на друга седмица да го разгледуваме извештајот за реализација на развојните планови. Тука во дискусијата ќе ви ја кажем разликата меѓу планот и завршната сметка, така наречена на развојните планови, па ќе видите колку е една сеопфатност голема, колку е зголемена, колку е намалена. Иначе, 4 години очекувам Владимир Талевски конечно да му приди нови развојни планови ОНАК, како што види во својата предизборна програма, кој што стои изборна програма на ВМРО ДПМН за локални избори 2013 и Владимир Талевски. Овде има за следната чекорна говорење на приоритетни проекти на општината и за топлификација на општината. Кој не може да се знам дека не може комплетна топлификација на тези развојни планови ќе се финансира од бюџетот, тоа мора секундарна потенцијалната мрежа која што ќе се имплементира на ниво на Битола, да биде дел од овие развојни планови, затоа што кога е снечи топлификацијата во Битола, нема каде да ја проследиме. Второ, газификација на општина Битола. Истите аргументи. Ете, може да погоди на две дојде газификацијата, ние немаме ни секундарна, ни традиционална мрежа. Што ќе правиме со газификација? Тоа се процеси кои што мора да влизат во развојните планови минимум 2-3 години пред да дојде газот, односно топлотната енергија. И нема. Фотовски комплекс Джермо. Освен што во претходниот сустав се советот во усвоено урбанистички план за Владовскиот комплекс Джерморе, друго, абсолютно ништо не направи. Абсолютно ништо. И тоа функски граѓани. Имаше најава исто пред 4 години за Битола функски град. Јас колку што знам, која е расформирана, повеќе не постои во породачната касана. Нема никој од функски град. Реконструкција на железничката пруга Битола Кременица грчка граница. Не знам што нарече. Добивте европски пари или кредити, или не знам што или донација. Почнавте некој ги искраде парите. Подизведувачите оставаја со празни џебови, го тужате што ги искраде парите. На крај имаме таму чакал едно чудо и ништо друго. И тоа не е направено. Потполна реконструкција на Залошката граница. Знам дека нешто е направено, но дека потполна реконструкција, што би рекли ако нема градското количе, значи не е потполна реконструкција. Дојде, таму кој се не може да става да не се добро. Нема капчеца на бара да посвени. Не, чакаво конче да види очутното реконструкција. Изградба на нов храм за заштитните од светни некари битолски и изгледа тоа става. Ете го правим поред видео. Колко?
Попа, нема нищо. Постаменти. Значи, од овие 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Дури 8, скоро да не се почна. Скоро да не се почна. Единствено индустријска зона Жабени со судни мајки имам еден капацитет кој што работи. Честито каква намера много важно. И да трендот, развој на индустријската зона Жабени, тоа ваа вие знаете, е стопитан, не постои. Ако ние планираме една фабрика да го достанеме, да би хубаво. При адаптацијата на просторот и касарните не го кажа како мислеше тој, а требаше да го каже. Луѓе Божи, таму луѓето не може да добијат инвеститорите од потребни дозволи за да ги пуштат во функција зградите кои не изградија. Само за тоа крењачи не може да добијат инвеститори. Тие што купиле парцели на Ридот да градат, не може да придат до своите парцели. И ние збораме дека тоа е проект кој што се. Истите тие причини, нормално, се е побрзано, се намалува интересот на инвеститори. Тие повеќе не сакат да градат саката. Општина Битола нема средства, нема средства од уредување, од уредување на градот на земјиште. Граѓаните се губат интересот на тој дел купуваат стан. Значи, од една евентуална, потенцијална бомба економска во Битола, ние направивме детако. Жално. Кажам што нема во овие речни развојните планови, дозволете ми неколку минути да елаборираме што има во развојните планови. Во вокација си е си режисер. И свакако ги разгледал плановите ми утекна дека тие ствари се влезе во таа структурна фаза режисерска. Жанрови делови. Сега ќе ви објаснам и какви се жанрови. Првиот жанр е право. Тука ви имам ставено изградбата на инфраструктурата во Арала 4.1 и 4.2. Зошто право? Се одвикува со спори на моменти досадни действија, во кои се спреплетени стотици животни судбини на луѓето кои не можат ни да избушнат функцијата, од општината се уште не е завршена комуналната се жално, може среќа не ги сакам да го кажам. Ова драма полека преминува во методрама затоа што не специјално влијано основното обвинителски органи на проблем тоа како се заинтересирани за оваа драма. Второ, само момент. Сакам да ги презентирам и податоците кои што за Арама исто така не се достапни и кои што ја пренесуваат сликата на ажурност во наводници на градоначалникот и на локалната самоуправа во делот на изградба на Само сите се сеќаваме дека општината имаше капарено кредит од скоро 2 милиони евра и бидејќи беше намески требаше се гради инфраструктурата во Арама 4.1 и еден мал дел во Арама 4.2. Сега, од тој кредит кој што требаше се потроши во 2016 година 109 милиони денари се потроши само 20 милиони. Некој би рекол, ама лазала, право, значи општината нашла пари и субституирала тие средства од кредитот, нема потреба од кредитот, изградила со новски пари, но не е така. Зошто? Затоа што тоа што општината со собствени пари во предвидела во развојните планови, ја како го остварила. Лани рекла дека за изградба на улицата Срво 1 до 2016
ще бидат потрошени 37,8 милиони лева. До 2017 непрекидване по-общо средства за точка планиране се завърши. И Арнона не успяли толку да подржат, со други зборови не изградиле, а затоа тоа што не го изградиле го префрлала во 2017 и вика 10 милиони денари мора да се градат во 2017. Значи таму има потврлање во реализација по цели 10 милиони денари. Изградата на такавата епопсирска организација во Арова 4 ден 4 до 2016 трябвало да се изграда 45,5 милиони денари, односно се вложат в изградба на канализација, се изградиле 24,5. 21 милиони сме морали да го префрлиме во развојните планови за 2017 година, што значи реализацијата помогна за 20 милиони по-басна. Изградата на водот. Ето тук сме нещо водот, предвидени да се инвестира 6,4, накрая останали 8,4 милиони денари за 2017 това може по-късно. Личното следване исто така е катастрофално. Инвестицията само година до 2016 трябвало 5,5 милиона се инвестирали 3,8, значи исто така имamo отстъпување от 3,8 милиони денари за реализация от нова дел от инфраструктура. Или да сумира откупно предвидените средства за изградба на инфраструктура до поранешната касата 314,2 милиони денари, Общината Битола има реализирано само 55,2 милиони или 25%. А вериме, тоа е приоритет на Община Битола. 25% сме реализирали на оно што е приоритет на Община. Втора невралгична точка во развојните планови, секако изградбата на реконструкцијата на стадионот во Тумбекаве и сигурно спаѓа под жанрот, барак според мене, научна фантастика. Чува беше драма, ова е научна фантастика. Значи не е тоа нешто што е го изловно, а ова е тоа подалечни и не ги градоначалните. Звездени патеки нешто така, за тоа ме асоцираме често. Еве и зошто. По планот од 2014 година, следните години били предвидени дека 3 милиони евра ќе се потршат за оваа. Значи правилно од 2014-та. Ревидирање на планот од 2015-та, повторно 3 милиони. Значи што не се направило од 2014-та, сега истото продолжува од 2015-та. 2016-та година, скок во размер за донарите, затоа што веќе се предвидени 12 милиони евра да ги се. Значи, началникот прво планираше трибинче двела прај, па тоа му изгледаше малку, најмалку мегаломански се рече да биде на цела работа, порача проектот на нека 12 милиони цел стадион, оди да не излезам на телевизија и ќе кажем 12 милиони кошта сеќе работа. Што е го си напишал? 2016 40 милиони денари, 2017 320 милиони денари, 2018 362 милиони денари. Своите планови не користат ни денар од страна, исклучиво од буџетот парите ни користат. Тој со сета, сиот тој капацитет што го има буџетот на Општина Битола, пише вере дека е големо, така да не е големо. Град Битола 12 милиони евра дека ќе потроши собственски пари за стадион. Арно изда некој го почнал и во овие развојни планови вика вака. 2017 ќе потрошиме 100 милиони, 2018 100 милиони, 2019 132 милиони денари или вкупно прекумно 3 милиони евра за изградба на стандардната трибина, ако не се лажа на стадионот, значи ќе си речи, ајде, лута низ времето, низ парите, низ администрацијата, просто знае, може да некој нешто го фетувал, да тој нешто зборал.
Само прашање. Шо е тоа направено? Сите овие тишки милиони, што ги види началникот на Алексија. Има нешто направено? Пак на некоја работа? Па вербајте, многу попретивеше, ако веќе не можеше да го прави ова, не можеше. И ова е напишено в 2017 натаму, кога тој веќе на шанса да ги види. Слушай, научна фантастика. Третата интересна турска категорија која пример е вечната шпанска и турска серија. Во која влегува ставката културно корешто и манифестација во зградата на киномана. Зошто шпанска и турска? Затоа што луѓе трај безкрај. Безкрај. Во 2013-та градоначалникот Алексија ја даде следната изјава. Проектот е започне со градежни работи во 2013 година. Били го прифаси. Првата фаза биде завршена градежните работи и екстериерот во 2013-та, втората интериерот ќе биде готов во 2014 година. Покажи живост. И сега ние, како послушни советници, нон-стоп го ставаме во развојните планови. 2013-2014 сме предвиделе 30 милиони денара. 2014 до 16 27,5. 2015 до 17 21,5. 2016 до 18 26,8. Конечно, не викаме нема крај, односно има крај завршна. Не бе, и од 2017 година. Од 2017 предвидуваме плюс 8,3 милиони денара. Луѓе Божи се работи за куќи. Куќи. Во Брустичка насела и во другите делови на градот има видено 3 пати поголеми куќи, кои што биле готови за година дена. Ние една куќа, градоначалникот Алексија Гомарот ДПМН во центарот на Битола, со сите тие нервози, неврологичности, со сите тие безвестности кои што ги пришибуваме, кои поминуваме широксокак, ја тера изградбата 1, 2, 3, 4, 5 и уште не знаме да ги заврши. И ова фрустрира. Барем е ама ја сум изгледал спасен. И четвртиот жанр на нашиот режисер се однесува на реконструкција на улицата Владимир Назоров со изгледа разрушен тек и медицинската пумпа Лукоје. Овде погодувате жанрот се однесува на класична бајка, односно фикција. Зошто? Затоа што овој проект час го има, час го нема. Се појавил во 2014-та со 10,4 милиони денар, па во 2015-та исто со 10,4, па во 2016-та исто со 10,4, нормално ништо не е чакано, само парите ги префрламе на хартија. Законечно, некој да му рече, чекай бе, човече, ој така ти е тебе можата функција, бајка, не мора да го пишеш понатаму, готово, прекини го бе. На крај го прекинавме и фала Богу, но нема во развојните планови за 2017 година. А овој пат од руското од секогаш присутниот изговор, тоа ќе го направи Република Македонија. Значи, во ова општина, ако нешто градоначалникот не може да направи, многу работа што не може да направи, тука влегуваат сите три природи на Битола, било од Пресија, било од Прилеп, тој вика после неколку години лажење и ова ќе го направи Република Македонија. И на крајот да завршим со тоа, жал овие развојни планови не се одраз способност на Гомарот ДПМН и на Владимир Далевски, напротив, се одраз на нивната неспособност, прво и основно, да ги исполнат своите предизборни ветувања. Затоа што кога ние во април ги излеземе и ќе се соочиме, вие ќе викате Социјалдемократскиот сојуз, тоа што го пишува не може да го оствари. Чисто викате нема ништо напишено.
одем ова